Безпарицата и економската криза дефинитивно ќе ги остави граѓаните дома за време на новогодишните празници. Тие пред камерата на Алфа се пожалија дека ниските и нередовни примања си го направиле своето, па затоа не размислувале празниците да ги поминат надвор од градот. Вела дека поминало времето кога оделе во хотел или пак некаде надвор од државата. Дома не планираме ништо, во домашна атмосфера така. Нема да патуваме. Мора да се смета, не е само таа ноќ, другите 30 дена да се поминат. За да стигне, можеш да штедиш малку. Дека ништо не наликува на предновогодишна еуфорија, доволно е да се направи обиколка околу главниот град. Насмевки на лицата има се помалку, а граѓаните не чувствуваат дека се ближат празници. Нема живот, нема... Еуфорија нема никакво. Нема еуфорија, гледам нешто простотли во Скопје. Ништо ново, ништо... Да ви кажам право, веќе тотално, ако сум стара, се разочарувам. Оние помладите пак, порасположени велат дека празниците за новата година ќе ги поминат, но и ќе прослават надвор од границата. Јас ќе одам во Белград, па ќе идам со друштво. И така ќе седиме неколку 3 дена. И потоа повторно ќе се вратам во Скопје. На градскиот плоштад, наместо посебен новогодишен сјај, има една елка, неколку куќички за продажба на пијалаци, храна, но и ништо повеќе. Новогодишните празници граѓаните, генерално оние повозрасните, ќе ги поминат дома, со најблиските и со фамилијата и семејството, затоа што без парицата си го направила своето. Оние помладите пак ќе заминат малку подалеку, секако онолку колку што дозволува џебот. И додека во метрополата не се чувствува ниту предновогодишна атмосфера, ниту пак еуфорија, во помалите градови се украсува за колку толку да се најави дека доаѓа новата година. Во моментов Крива Паланка е еден од најдобро украсените градови во земјава. Таму е поставена убава новогодишна елка, светилки, украси и така натаму. И ако се вратиме повторно во Скопје, граѓаните жала што најмладите нема да го видат традиционалниот новогодишен сјај на градот, па затоа укажуваат дека сепак треба да се најде начин како да се доближи новогодишната магија кај најмладите, па дури и во овие услови со редуцирани средства. Тешко на вас, младите. А иначе среќна ви нова година и се најубава.